Ohridska arhijepiskopija 1567. godina. Jakov od Kamena reka vo Венеција го отпечатил часословот. Книжевната дејност е распространета во сите нејзини епархии. Не се подклекнува пред морничавата робска реалност. Голема е улогата на семејствата кои се силни во верата и чувари на својата македонска народност. Монаштвото се стремело семејствата од кои што потекнуваат монасите да ги претвори во тврдини на верата и народноста. Манастирското подвижништво и неговата слава се пронеле низ целата диецеза на Охридската архиепископија. И покрај сите тешкоти што го налегнале македонскиот народ, тој му останал верен на православието и материјално ги помагал манастирите и црквите. Цариградска патриаршија. По потпаѓањето на Цариград под турска власт и по преместувањето на турската престолнина во него, дошло до зближување на односите меѓу султанот и патриархот. Цариградскиот патриарх преку новиот господар настојувал да им се одземе автокефалноста на Охридската архиепископија, Пекската патриаршија и на Трновската патриаршија. За таа цел во Цариград бил свикан и поместен црковен собор, на кој било решено од султанот да се бара укинување на трите самостојни цркви и наместо поглавари да бидат именувани и ракоположени митрополити. На таквата одлука на соборот остро и се спротивставиле Охридската архиепископија и Пекската патриаршија, додека Трновската патриаршија се починила на одлуката. Тие успеале да ја зачуваат автокефалноста по ветувањето за исплаќање на посебен данок на високата порта. Во 30-тите години на 16-тиот век диецезата на Охридската архиепископија броела 33 епархии во Македонија, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, дури и италијанската. Внатрешни судири имало, но и покрај нив клерот и паствата во тогашните тешки услови се одликувале со висока религиозно-морална сила што во рамките на можностите представувало брана кон опасностите. 200 години значи пред неканонскиот декрет за бришање на Охридската архиепископија од членството во православната екумена веќе се насетувал погромот. Православните народи во Европа, меѓу нив и македонскиот, гледале милозлив спас во тогашното големо руско царство и се обраќале на Русија за милостина и создале трајни врски. Манастирите во Македонија, манастирите на Светагора, манастирите во Србија добивале финансиска подкрепа. Осоговскиот манастир Свети Јоаким Осоговски го пратил во Русија својот игумен. Дјаконот од Струмичкиот манастир Свети Никола бил примен од рускиот цар Борис Годунов и добил милостина. Последователно во наредните години на далечниот пат кон Русија се упатили и старешините на други цркви и манастири од Драма, Солун, Костур, Лесново. Освен од манастирите, за милостина во Русија почнале да се обраќаат и епархиските архиереи на Охридската архиепископија, дури и самите архиепископи. Но врските на македонското преподобно монаштво не се прекинати ниту со римокатоличката црква. Некои од архиепископите били и во блиски комуникацијски врски со папата. Односите меѓу Охридската архиепископија и Цариградската патриаршија во овој период на крајот на 16-тиот и до пред крајот на 17-тиот век биле релативно помирливи. Охридската архиепископија како автокефална црква била уважувана од страна на патриаршијата и нејзините архиепископи и архиереи редовно учествувале на соборите.
Првиот отпорен настан со кој се насетувале идните планови на Цариградската патриаршија за починување на автокефалните цркви бил случајот најпрво кон Ерусалимската црква, потоа и кон Палестинската патриаршија и Александриската и Антиохиската, со постапно отстранување на нивните епископи и со нивна замена со лица од Цариградската иерархија. Сличен таков случај во истиот период е забележан и кон Охридската архиепископија, при што под притисок е сменет нејзин архиепископ. Тоа бил прв јасно искажан став и отпор кон самостојноста на Охридската, а потоа и кон Пекската патриаршија и Кипарската архиепископија. Архиепископиите на Охридската архиепископија се титулирали како патриарси на Јустинијана Прима, основана во 4. век од царот Јустинијан. Имало заплашување кон нив со соборски казни и анатема, но сепак охридските архиепископи не престанале да го употребуваат и ословувањето патриарси на Јустинијана Прима. Оно што е карактеристично за монаштвото во Македонија е дека се јавува уште пред времето, пред 10 век, пред времето на светите Климент и Наум. Можеме тука да го споменеме, например, Свети Разм Охридски, кој што делувал во областа на Охрид и Охридското езеро во периодот уште на Римското царство. И покрај притисоците врз верска основа и ужасниот живот под робство, не само книжевноста, туку и другите уметности пред се зографската, се негувале во македонските манастири. Монаштвото и манастирите имале спасителна улога за својот народ. Охридска архиепископија, 1667 година. Еден век пред неканонскиот декрет за бришање на Охридската архиепископија. Цариградскиот патриарх Дионисий, српскиот патриарх Арсений и Охридскиот архиепископ Игнатий пратиле молба воедно и покана до московските цареви Иван и Петар и до нивната сестра Софија да им помогнат во ослободувањето и зачувувањето на верата. Веројатно во автокефалните цркви се чувствувала опасноста во векот што надоаѓа. За Цариградската патриаршија стеснување на ингеренциите, а за останатите автокефални цркви на Балканот губење на автокефалноста. Тие предвидувања не можеле да се избегнат, не толку заради политичките, воените и геостратешките прилики, колку што заради желбата што ја имала Цариградската патриаршија, доминација врз источното христијанство. Најпрво била укината Пекската патриаршија една година пред Охридската. Охридска архиепископија, 1767 година. Охриѓани зачувале спомени за настаните по повод укинувањето на Охридската архиепископија. Големиот Григор Прличев ги преточил во стихови.
Остатокот од животот архиепископот Арсений, според кажувањата на светогорски старец, го минува во манастирот Зограф. Тој тргнал во Цариград за да ги заштити своите архиепископски права и автокефалноста на Охридската архиепископија. Во оставката под принуда од архиепископскиот престол Арсений пишува: Со оваа моја доброволна и неизнудена оставка јас долу подпишаниот изјавувам дека заради невозможноста да ги средам и поправам нуждите на Охридската архиепископија, што се јавија една по друга пред нас и во нашево време, им дадоа немал повод на злодејците да го нападнат името на архиепископијата и да ја оштетуваат и да ги навредуваат митрополитите подчинети на Охридската архиепископија и незината бедна раја. И така, бидејќи не може понатаму да се избави од нивните раце тамошната стана и целиот христијански род, освен преку уништувањето на архиепископијата. 1767 година, јануари 16. Охридски Арсенија ветува. Нова оставка со слична содржина Арсений поднел и по сменувањето од Пелагониската епархија истата година во јуни 24, завршувајќи со зборовите: бивш Пелагониски Арсенија тврдам. Тоа бил тежок и тажен настан за црквата и народот, за христијанството кое во наредните столетија ќе го следат кобни неволји. Заради таквиот антихристијански чин на Цариградската патриаршија, нетрпението на Балканот долго ќе трае по 1767. По укинувањето на Охридската архиепископија, упорноста со која македонскиот народ го продолжил развојот на својата културна мисла не идувала на отпор. Паралелно со постепеното воведување на говорниот македонски јазик во писменоста, се јавила и потребата од школска просвета, бидејќи единствените просветни средишта биле манастирите. Активноста на монасите од манастирите постапно се доближувале до народот преку отворањето на градски училишта познати како келиини. Такви келиини училишта биле отворени во економски поразвиените средини како што биле Скопје, Велес, Рила. Јазикот на кој се одбивала наставата бил местниот говорен јазик, иако главно се изучувале црковни предмети. Овие училишта одиграле улога на предвесници на македонското преродбенско движење во наредниот 19 век. Конкретно на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, покрај Партени Зографски, во Зографскиот манастир, доаѓаат голем број на македонци кои таму го поминуваат својот монашки живот. Еден од нив, од поистакнатите, и архимандритот Калистра Зографски од Струга, од фамилијата Санџаковски, кој дава голем допринос во македонското византиско црковно пеење. Во првите децении од 19 век чувството за постоењето и потеклото се должело на монасите кои биле домородни и по традиција од редовите на свештеничките фамилии. Најчесто синот го наследувал својот татко или дедо и тоа било начин да се одржи домородното свештенство и да се зачуваат спомените и традициите на Свети Климентовата црква и на Охридската архиепископија. Јас сум свештеничко дете. Во нашава црква името Христово и на Богородица Мајка во континуитет се слави. Ние никош не сме отстапиле од тоа. Почувајќи од дедо ми Калистра, до ден денеска името Божие се слави и секојаш ние на Бога се му служиме. Не на власт, туку на Бог. Почетоците на македонската преродба се тесно поврзани со видни дејци од црковните средини. Родолюбивите манастирски калугери од Атонска Светагора, кои во најголем број биле македонци благодарејќи на големите приходи од црковните метоси во Македонија и Романија, почнале да праќаат монаси во повисоки духовни училишта во Атина и Москва. По враќањето во манастирот Зограф, тука отвориле училишта на црковнословенски јазик.
За прерадбинскиот период е карактеристично да дава една нота, на национална нота преку монаштвото, му дава на народот можност да посведочи за својот идентитет. Тогаш се јавува, во тој период се јавува посебна ренесанса и во фрескописот, иконописот, во копаничарството. Можеме да ги споменеме тајфите на мијачките копаничари од тоа време, кои што ги работат иконостасите во Бибурскиот манастир, во манастирот Свети Спас во Скопје и во многу други манастири на Балкан, кои што се карактеристични со својот барокен македонски стил, препознати насекаде во светот денес. За иконописот исто така се возобновува иконописот во тој период, почетокот на крајот на 18-тиот, почетокот на 19-тиот век. Би го споменале тука Дичо Зограф и неговите икони, како и подоснежните иконописи, кои што работат исто така во еден реалистично барокен македонски типичен стил. Се прават многу преводи на македонски јазик во тој период и се зајакнува идентитетот на македонското битие преку дејноста на монаштвото во Македонија. Значи, повторно монаштвото има еден битен момент во целокупниот духовен и национален живот. 100 години по Охридската архиепископија. 1867. Еден век по неканонскиот декрет за бришење на Охридската архиепископија. Константин Атанасов во својот труд Кратко описание на 20 манастири на Атонска гора пишува дека во Хиландар живеат главно монаси од Македонија, од кои многумина придонеле за преродбата на книжевноста и културата. Слично било и со Зограф, во кој престојувале монаси македонци и многумина од нив биле македонски преродбеници. Ваквата положба се задржала и подоцна, кога монаштвото непосредно се вклучило во борбата за еманципација од Цариградската патријаршија. Во наредните 100 години прашањето на Охридската архиепископија било во фокусот во сите сфери на интерес, од бројни центри на влијание како што биле Цариград, Рим, Москва, Софија, Атина, Белград. Истакната личност на домашната автономна мисла и акција бил митрополитот Теодосија Гологанов, чиј животен пат е тесно поврзан со историјата на македонскиот народ во 19 и 20 век. Како митрополит Скопски, Теодосиј ги преживувал сите прекршувања на црковното прашање во Македонија и откако ги минал сите фази од развојот на својот народ, со ретка енергија и длабоко чувство на одговорност започнал нерамна борба за слобода на религиозната свест, за обнова на Охридската архиепископија како самостојна црква на македонскиот народ. Историскиот пат на Македонската православна црква го следи историскиот пат на едната света соборна и апостолска црква. Патот на црквата Христова низ историјата на овој свети век се случува во согласност со незиниот полицентричен карактер. Значи, устројството на едната света соборна и апостолска црква не е моноцентрично, не е тоталитарно и апсолутно, толку полицентрично. Тоа значи дека устројството на древната апостолска црква се пресликува во актуелните канонски состојби на современата православна црква. Незе ја сочинуваат повеќе локални или помесни православни цркви. Македонската православна црква веќе 1000 години е една од тие цркви. Веќе самото значење црква е крупно прашање на кое што може тешко да се одговори, бидејќи црквата како небоземен феномен, како богочовечки феномен, не може да се стави во матриците ни на една човечка мисла, колку и да е комплексна, колку и да е синтетична, таа може само да се објаснува. Најдобро
и најтемено објаснување за црквата дава свети Игнатий Антиохиски во вториот век после Христа, употребувајќи го терминот епито авто или терминот епити еклисија, што значи собрание на верните, на живи и конкретни личности, христијански, на едно и исто место околу Христа, Бога, односно околу светиот путир, а за светиот путир веќе се зборува како за особина, се космичка особина околу која што се врти сиот создаден космос од рацете Божии. Значи, веќе самиот поим автокефална, помесна или локална црква треба да го објасни кажувањето на великиот Игнатий од Антиохија, бидејќи ако станува збор за единство на сите верни околу Христа, тогаш стекнувањето на автокефален статус на една помесна црква не ке смее да се толкува како обид за сепарација на помесната црква од едната света соборна и апостолска црква, туку како настојување и обид таа и народот што нејзе и припаѓа да се интегрира во едното и неделиво тело на светата соборна и апостолска црква. Во таа смисла радоста наша е голема, бидејќи цел еден милениум живееме и твориме како народ и како битие, чиј карактер е колективно и постасен. Светите апостоли во разни подрашја на светот основале посебни територијални цркви на чело со пастири кои сами ги уредувале црковните управи според општествените услови во односните реони. При тоа, во тие автокефални цркви воделе сметка да се зачува единството на духот. Со тоа, самите свети апостоли биле основачи на автокефалните цркви. Подоцна, регионалните автокефални цркви биле потврдени од првите вселенски собори при што им биле признати посебни права, обичаи и самостојност. Сите цркви, особено на Балканот, што биле прогласени за автокефални во првата половина на 20 век, го имале тоа предвид како и можноста што ја допуштало 34-тото апостолско правило и 17-тото правило од 4-тиот Вселенски Халкидонски собор. На таквите предпоставки битно влијаеле политичките услови кои конечно станале погодни за возобновување на Охридската архиепископија според канонскиот ред и обичај. Чардак в тоа време и доаѓаат неколку монахини од Србија, од еден манастир во Војводина и ги возобновуваат манастирите во Пречиста, во Калишта, во Свети Ѓорги, во Криви Дол. Неколку од нив и ден денес се живи. Уште во текот на Втората светска војна започнало конечното решавање на македонското црковно прашање. Прогласот на верското поверенство представувал историски документ и бил прифатен од страна на домашното свештенство. Во недостиг на висок црковен клер, кој како Тугински ја напуштал земјата, македонското свештенство, посебно свештениците во Скопје, формирале иницијативна група за црковно-административно организирање на православната црква во Македонија. 45-та година во офицерскиот дом беше првиот собор во присуство на свештеници од цела Македонија и цивили. Во главу тога се изложи идејата, ова идејава наша сега, македонскава, да се спроведе на некој начин. И беше избран иницијативен одбор за организирање на Македонската православна црква на чело со Кирил Стојанов, парох од Скопје, Никола Апостолски и Методи Гогов, тие тројца. Во припрема на за вториот собор
и да се почнат преговори со Српската црква, да се разбра. Ние си имаме своја нација, си имаме своја држава, си имаме свој народ и немаме потреба да бидеме со Србите. Можеме само да соработуваме на братска основа, а не да доминираат во Македонија. Откако иницијативната група прераснала во иницијативен одбор, на 13 ноември 1944 година била отворена Скопската митрополија. За утврдувањето на идната положба на православната црква во Македонија врз македонска основа, а во врска со важечките црковни канони, одборот пристапил кон подготовки за свикување на прв црковно-народен собор. Првиот македонски црковно-народен собор бил одржан во свечената сала на офицерскиот дом во Скопје на 4 март 1945 година. Присуствувале над 300 лица, делегати, свештеници и миријани. При тоа било искажано вистинското расположение, создавање на Македонска православна црква преку обнова на старата Охридска архиепископија. Соборот го отворил протоиереот Кирил Стојанов. Реферат за канонските и историските права поднал завршениот теолог Левко Арсов. Канонскиот дел од рефератот се подпирал на канонскиот ред и обичај работите на црковната управа да се уредуваат и доведуваат во согласност со политичките промени и според 17-тото правило од 4-тиот и 30-тото правило од 5-тиот Вселенски собор во врска со 800 годишното постоење на Охридската архиепископија. Идната црковна положба во земјата била произнесена низ резолуција. Да се обнови Охридската архиепископија како македонска самостојна православна црква, која нема да биде починета на која и да било поместна национална православна црква. Црквата да има своји народни епископи и народно свештенство, за да се запазат карактерните особини на македонскиот народ и тој да биде поблизок до својата родна црква. Првиот македонски архиереј да ја носи титулата Охридски архиепископ, а православната црква во Македонија Свети Климентова Охридска архиепископија. Резолуцијата била оживотворена на вториот црковно-народен собор одржан во Охрид од 4 до 6 октомври 1958 година. Сега, од тука до сите беше 4 години, и јас бев прва година, тој беше во трета година го наследив јас, и од третата година, после како монах, имаше во богословијата во обителја посебни простори за калуѓерите. Богослови што беа калуѓери. Ние бевме како во интернат, по 2 кревети, по 3, по 4 во соба, а ти си има посебни келии во... Од тука почој тоа. Еше, закажан е црковно-народен собор, во кој бевме како делегат и јас од Охрид. Соборот се одржа во црквата Света Софија. Беа дојдени делегати од цела Македонија, свештеници и миријани да присуствуваат на собор. Се беше во тајност. По една случајност, јас и Попа Смиле бевме заедно параси од 52 година. Свети Климет го претворија во музеј, и јас бев свештеник во Свети Климет 10 години, и во случајов сега не сум веќе свештеник во Свети Климет, ами бев во Геракомија заедно со Попа Смилјан. Во тој момент закажен црквен народен собор. Ние владици немаме. За да се оформи црква, како црква, ние веќе знаевме од досите присутни тука. Јас и Смилјан бидејќи ни подзедоја, ни однесе во вила Македонија.
сместен беше таму до Сите. Прв пат ние го видовме, ама ни се речето строго да научиме ништо да не се јави. А беше целта, до Сите и немаше владешки одежди. Одеждите и чувавме во Свети Врачи црквата. Од тука изедов кој виде одеждите, ајде се ќе дојдете во Горица. Појдовме таму, влеговме, стаклена врата имаше таму и отвори црк. Ево го Досите и дојде со смилјане со хлапни цибеја. Че поздравив нешто ти ја знам. И сега, како се шопајте, тој ќе се вратиме назад, да иземиме одеждите и ќе одиме во црквата Свети Климет и црквата ја заклучивме однатре и натре сме само ние тројца. И сега за се оформи црква треба најмалу да има тројца владици. Изфрли нашиве 5 минути, четворица, бидејќи го Свети веќе беше тука. По едно време 9 сатот беше вечерта, во синдикалниот дом се одржаваше таа работа. Бијат камбаните, сите се чудиме што е биење на камбани. Од Доситејве го донесе од Горица, го донесе во Света Софија и ево имаме веќе владика архиепископ. Се представи тој таму што ли, малку историјата Охридската архиепископија и се тоа и вечерта се заврши со закажан соборот веќе утреден ќе бираме владици. Се читаја реферати околу таа работа и сега требат кандидати, уште 20 кандидати да се одберат. Од тие четворицата кандидати вечерта следниот ден ги одбравме за владици Никола од Битоля и Тома Димов, свештеникот од Битоля. И со тоа се сврши, изборот се заврши, одбравме владици, честитање, едно гушкање, едно прајање, тоа веќе на власт беше едно умие, заборавивме на партиска припадност, едно гушкање, трнавме, едно вацање, трнавме и така се одбравме. Тоа беше првиот собор. И сега сите требаше да се подпишеме и се подписавме, оту се сложивме да се образуват Македонска православна црква и си продолжуваме како Македонска православна црква. Сите свештеници. Едногласен беше изборот, така да восхит голем и тој ентузијазмот, односно одубување за Македонија и така беше голем и ова манифестација се приклучи во општите задоволство, во општата радост, отусијаме што е црква и се поврзавме со укинувањето на Охридската архиепископија 1767 година и сега тој како континуитет дојде Македонската православна црква. Историскиот чин за обнова на Охридската архиепископија е извршен во Катедралната црква на Охридските архиепископи Света Софија во Охрид со одлука од 10 точки. На првиот ден од соборот 219 присутни ги усогласиле точките во одлуката. Овој црковно-народен собор решава да се обнови старата македонска Охридска архиепископија, која беше присилно укината, а нејзините епархии припоени кон Цариградската патријаршија во 1767 година и истата да го носи називот Македонска православна црква. Според основните канонски прописи, соборот решава црковните граници на епархиите на Македонската православна црква наполно да се поклопуваат со границите на републиката. Во составот на Македонската православна црква влегуваат Скопската митрополија, Охридско-Битолската и Злетовско-Струмичката епархија со сите парохии.
На чело на Македонската православна црква стои митрополит кој носи титула архиепископ Охридски, Скопски и митрополит Македонски. Седиштето на митрополитот е во градот Скопје. По донесувањето на одлуката, соборјаните со тајно гласење едногласно го избрале за поглавар епископот Доситеј. За епископ Охридско-Битолски бил предложен и избран Никола Трајковски со монашко име Климент. А за Злетовско-Струмички протоиереот Томо Димовски со монашко име Наум, во чест и слава на македонските светители и просветители Свети Климент и Свети Наум. Следниот ден, на 5 октомври во црквата Свети Климент Охридски по служувањето на архиерејската литургија бил устоличен новоизбраниот архиепископ и била извршена интронизација. Посвечениот 5 октомври, наредниот ден, 6, бил предвиден за уредување на актите. Подготвен од група експерти, Црковно-народниот собор го донел и првиот устав на самостојната Македонска православна црква. Трпението и зрелоста на сите учесници во историските процеси за организирање на црквата во Македонија биле на високо ниво. Постапно и со чувство на одговорност, сите активности биле реализирани со голем усет, без избрзување и со канонски ред. Доколку на првиот црковно-народен собор била донесена одлука за обновување на Охридската архиепископија, тоа било реализирано дури по 13 години обсежни подготовки во 1958 година. Предвидено беше да направят посета во Македонија. И дојде патриархот Алексеј, овдека заедно со Германа и јас, како свештеник во Македонски, служевме заедно во црквата Света Богородица Каменско. Третата скала била пречекорена по 9 години во 1967 година. И овој датум има историски контекст и не е случајно. Конечно, црковна радост по 200 години. Ама ние со наши делегати си прогласивме за автокефалија. Народот целиот беше нанозет. Вечерта ја прогласивме автокефалијата, утредента веќе Доситеја го устоличивме во Свети Климент. А пред тоа, да не мешам работира, го прогласим за и даде заклетва за архиепископ Охридски и Македонски. Сите свештеници едногласно ја примивме одлуката. И од тој ден веќе ние си третиравме црква како македонска црква и како архиепископ Охридски и Македонски. По одлуката од 1945 година, обновата од 1958 година на Третиот црковно-народен собор во 1967 година, било прогласено возобновувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Чинот на подготовките за автокефалноста на Македонската православна црква Светиот Синод започнал на 17 јули 1967 година во Охрид. Митрополитот Македонски Доситеј, не отстапувајќи од црковната традиција и каноните, во раните утрински часови во катедралната црква на Охридската архиепископија Света Софија, пристапил кон повикување на Светиот Дух, со што започнал историскиот собор. Бил дополнет уставот со отворање на две нови епархии, Дебарско-Кичевската под надлежност на епископот Методиј и Американско-Канадско-Австралиска со надлежен архиереј господин Кирил. Комисија составена од најеминентни црковни великодостојници, достојници врвни теолози и врсни историчари на Македонија, изработи опширен елаборат за оправданоста да се пристапи
кон целосна обнова на древната и славна Охридска архиепископија. Во тој обсежен елаборат се констатира дека над Охридската архиепископија во 1767 година е извршен атак од страна на иноверната отоманска власт. Поаѓајќи од фактот дека се направени безброј неуспешни обиди за обнова на црковниот живот, имајќи ги предвид барањата и донесените резолуции на Народното македонско свештенство и богоблагословениот народ за обнова на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква во 1943-та, 45-та, 46-та година свештеничкото собрание и незината обнова во 1958 година, откако беа исцрпени севкупните напори за надминување наметнатиот измислен спор, кога не се сакаше самостојноста на нашата света црква да се представи пред другите сестрински православни цркви од страна на Српската православна црква, а по донесената пред тоа одлука од страна на архиерейскиот собор на Српската православна црква во 1959 година, во која меѓу другото стои, цитирам, со ова одлука престануваат да важат прописите и уставот на Српската православна црква за епархиите и архиереите на територијата на Народна Република Македонија. Не можејќи да прифатиме како црква повторно да се најдеме во положба од пред 1941 година, немавме друга алтернатива. Моравме да смогниме сили и да пристапиме кон обнова на целосната автокефалност на нашата света Македонска православна црква. Со тоа ја отстранивме вовековната обесправеност и духовно подјармување на нашиот благороден македонски народ. Подписот на историската одлука го ставивме со возвишен духовен и народен патриотски трепет, зашто сите знаевме дека ова и ваква одлука е од Бога благословена. Во тој миг бевме убедени дека ги исполнуваме заветите и светите аманети и пораки на сите доблесни македонски синови и ќерки и во овоземната и во небесната Христова света црква, заветите на сите македонски свети, учители, просветители и плејада борци, поборници и маченици за национална и духовна слобода. Тогаш зедовме свечена и заветна обврска дека ја обновивме славата на Охридската архиепископија со цврста убеденост дека таа љубоморно ќе се чува и ќе се преточува на идните генерации како израз на полнотата на нашето црковно-национално нераскинливо македонско заедништво. И покрај огромните тешкоти и искушенијата со кои се соочувавме, обновени се голем број капитални, сакрални светињи, а се изградени и десетици и стотици нови. И отворивме нашите две просветни институции, каде се подготвува достоен кадар и за диаспората, богословијата и богословскиот факултет. Пред тоа не можевме да ги имаме овие наши просветни институции. Особено се восхитувачки постигнувањата во издавачката дејност. Во диаспората, без присуство на нашата света црква, не бевме ниту познати, ниту припознати. Изградени се преку 50 великолепни цркви, манастири и културно-просветни центри. Во нив се познаа и препознаа дека се оддајни чеда на Македонија и на нашата света црква преку 1 милион македонски синови и ќерки,
од сите катчиња на родна и мила Македонија. Се покажа и се докажа дека нашата света црква е најсилната обединувачка духовна сила за нашите распрснати по светот верни македонски синови и керки. Ваквите постигања, браќа и сестри во Господа, и го определуваат вистинското место денес, почита и возвишената позитивна улога на нашата света црква, а сето тоа за добробитот на нашиот благороден народ и нашата мила татковина Македонија. Светиот синод во полн состав, наредниот ден на 18 јули, на свечена седница во црквата Свети Климент, ја прогласил Македонската православна црква за автокефална. Во 8 члена на одлуката стои: Македонска православна црква, наследница на обновената Охридска архиепископија, се прогласува за автокефална. Начело на автокефалната Македонска православна црква стои архиепископ со достоинство архиепископ Охридски и Македонски. Диецезата на автокефалната Македонска православна црква се поклопува со границите на Македонската национална држава. Автокефалната Македонска православна црква, како дел од единствената света соборна и апостолска црква, ги прима и го чува своето свето писмо, прописите на сите вселенски и помесни собори, како што ги чуваат и други автокефални православни цркви, и го отфрла секое друговерско учење. Автокефалната Македонска православна црква се управува согласно со Светото писмо, Светото предание, апостолските правила, каноните на светите вселенски и помесни собори и уставот на Македонската православна црква. Препис од оваа одлука да им се достави на сите автокефални православни цркви, както и на сите епархии и црковни општини на автокефалната Македонска православна црква. Објавувањето на оваа одлука да се изврши пред Црковно-народниот собор на Македонската православна црква, свештенството и благочестивите христијани на света архиерејска литургија во црквата Свети Климент Охридски во Охрид. Оваа одлука стапува во сила веднаш по донесувањето. Во образложението е истакнато: корените на христијанството во Македонија потекнуваат уште од апостолско време. До особен подем во ширењето на христијанството дошло во времето на учениците на светите браќа Кирил и Методий, Свети Климент и Свети Нам. На нашето подрашје рано се јавува автокефалната архиепископија, која во времето на Самоиловата македонска држава била издигната во достоинство на патриаршија, а подоцна, по паѓањето на Самоиловото царство била повторно сведена на степен на архиепископија. Незадоволен поради укинувањето на Охридската архиепископија, македонскиот народ не престанал со барање и борби за обновување на својата Охридска автокефална архиепископија. Во периодот по укинувањето на Охридската архиепископија, незините епархии смениле неколку јурисдикции од соседните православни цркви, спротивно на каноните и без согласност на македонскиот народ. Македонската православна црква има органи, тела, архиерејски, свештено-монашки и други кадри, цркви, манастири и паства, се вели во образложението по повод прогласувањето на автокефалноста. Принцип е во православната црква, штом една црква се осамосталува, покрај другите услови таа треба и да има свое училиште за спремање на свој кадар. И затоа нашите предпоставени и така натаму, веднаш по прогласувањето во јули месец, на самостојната на Македонската православна црква, побрза во октомври месец да се отвори ова училиште. Од тука веќе ние имаме и архиереи, и професори на Богословскиот факултет, и професори во богословија, а и многу свештеници со образование било средно, било факултетско.
И навистина за нас во 1967 година, тоа е сега далечно време, беше голема радост и кога дојдоа ни јавија дека треба да се вратиме во својата татковина, така речено, во својата република, тогашна Македонија, сите ученици што бевме во Сремски Карловци се вратиме со еден воз во една купе. Ни се приклучија и богословите од Крка, од богословијата, потоа од Белградската богословија и веќе некаде се сеќавам, мислам дека беше октомври месец, ние овде се најдовме од сите делови што бевме испратени од сите богослови и нашите идни генерации што дојда директно од Македонија. Тоа ми се најубавите години од мојот живот. Бев свесен дека создавам нов кадар, нов свештенички кадар за нашата млада Македонска православна црква, новообразувана, која има стари корени. И мојата желба беше, уште со самото моје доаѓање, верам и моите предходници во богословијата тоа го барале, да се почувствува духот на Свети Климент, да се почувствуват пораките на нашиот основоположител, на нашиот духовен татко, на Свети Климент и на Свети Наума. И тоа имаше големо значење. Во образложението од одлуката за прогласување на автокефалноста на Македонската православна црква во завршната 18-та точка стои: Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква од името на Богоспасаемата паства за доброто и преуспевањето на учењето на Спасителот наш Господ Исус Христос моли и верува дека актот за прогласување на автокефалноста на Македонската православна црква, објавен на Светата архиерејска литургија во црквата Свети Климент Охридски на 19 јули 1967 година во Охрид, ќе биде прифатен и признаен од сите помесни свети православни цркви и ќе го добие и нивниот благослов. Помјанувше сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предади. Како Твоја држава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и